И Синот Божи Исус Господ рече: Јас сум патот, вистината и животот, никој не доаѓа кај таткото освен преку мене. Затоа одете по целиот свет, поучувајќи и проповедајќи го Евангелието на секоја личност до најкрајните делови на земјата. InTouch, поучувачка служба на доктор Чарлс Стенли. Следно на програмата InTouch, моделот. Една од причините зашто ни е толку тешко да ја откриеме волјата Господова за нашиот живот е тоа што честопати се наоѓаме себе си како размислува светот, а не како размислува Бог. И затоа, кога размислувате како што размислува светот, ќе биде многу тешко да ја пронајдете Божјата волја за вашиот живот, бидејќи не размислуваме на неговиот начин. Ете што се случува. Го наблюдуваме светот и бевме толку под влијание на светот, што го зедовме светскиот модел наместо да го најдеме во Божјото Слово тој модел. Тоа значи како Бог сака да живееме. Ние велиме дека нашиот систем на верување е различен од светскиот, но начинот на кој се однесуваме честопати е токму начинот на кој действува светот. Знаеме дека Господ вели дека треба да ги направиме работите на одреден начин, а потоа, на крајот, ги правиме на друг начин. Тоа е влијанието на светскиот систем во кој живееме јас и ти. Сушност, во проповедта на гората во 5 глава, Исус го кажа тоа вака. Тој рече: сте чуле дека било речено, око за око и зап за зап. А јас ви велам, не противите му се на злобниот, туку кој ќе ви удри по десниот образ, свртете го и другиот. И ако некој сака да ве тужи и да ви ја земе кошулата, дајте му ја и наметка. Кој ќе ве натера да одите 1 милја, одете со него 2. Дај му на оној што бара од тебе и не го одбивај оној што сака да позајми од тебе. Значи, еве само еден краток пример за тоа што Исус рекол. Еве што сте слушнале, еве што велам јас. Мислам дека ако Господ живееше денес, еве што би рекол. Тој вели: еве што вели светскиот систем, но еве што велам јас. Тоа е една од оние области во кои вие и јас го гледаме светскиот систем и велиме: ова е начинот на кој функционирате, ова е начинот на кој успевате, ова е начинот на кој напредувате во животот. Потоа гледате во Божјото Слово и мислите: почекај малку, еве еден вистински конфликт. Еве што вели светот, еве што вели Бог. Трагедијата е што честопати црквата некако се вклучува и влегува во она што го вели светот, а не она што го вели Бог. Потоа се прашуваме зошто работите не функционираат како што треба во нашиот живот, зошто не функционираат како што треба во црквата и зошто ние немаме влијание врз светот. Затоа сакам да свртите во глава 20 од Евангелие по Матеј. Денес сакам да започнам нова серија насловена како служење, бидејќи ова е една од оние области во кои она што го кажува светот и она што го кажува Бог е апсолутна контрадикција. Во овој конкретен пасус од Светото Писмо, Исус го споменува тоа. И тој ни помага да видиме во што е конфликтот и контрастот тук. Додека почнувате да го читате овој пасус, нема за долго да сватите дека има една мајка која навистина се грижи за своите синови. Слушнете како почнува во стих 20 од Матеј глава 20. Тогаш мајката на синовите Зеведееви, кој беа Јаков и Јован, дојде кај него со своите синови, се поклани и му упати барање. А тој рече: што сакаш? Таа му рече: нареди во твоето царство овие двајца мои синови да седнат, едниот од твојата десна страна, а другиот од твојата лева страна. Тоа беше прилично смело од незина страна, така ли е? Сакам моите синови да седат едниот од твојата десна страна, а другиот од левата страна. Сега, не можете да ја обвинувате мајката што сака најдобро за своите синови, но Исус одговори и рече: вие не знаете што барате. Тогаш сигурно се свртол кој низините синови и рекол: дали можете да ја пиете чашата што јас ќе ја пијам? Тие му рекоа: можеме. Им рече: ќе ја пиете мојата чаша, и тие го направија тоа. Но да седите од мојата десна и од мојата лева страна не зависи од мене. Туку е за оние на кои ме подготвено од мојот Отец. Но Исус ги повика кај себе и рече: знаете дека владетелите господарат над народите, а нивните големци имаат власт над нив. Меѓу вас нека не биде така. Туку кој сака да биде голем меѓу вас, нека ви биде слуга. И кој сака да биде прв меѓу вас, нека ви биде роб. Како што Синот човечки не дојде да му служа, туку тој да служи и да го даде својот живот како откуп за мнозина. Сега забележете го контрастот овде. Тој рече: сега ова е начинот на кој светот
размислува за тоа. Стих 25. Тој вели, владетелите на народите господарат над нив, а нивните големци имаат власт над нив. Тој вели, што се однесува до светскиот систем, големите луѓе се оние на власт, оние кои владеат над другите, оние кои имаат истакнатост и престиж, позиција, моќ и се друго. Тој вели, но, да, не е така меѓу вас. Тој вели, оној што е најголем меѓу вас ќе биде роб. Тој вели, оној што е најголем меѓу вас ќе биде слуга. Сега, кога ви и јас размислуваме за Господ Исус Христос, кои се првите зборови што ви паѓаат на ум кога размислуваме за неговата личност, не мислам на фактот дека тој не сака, проповедал, поучувал и сите тие работи. Кои се некои зборови што ви паѓаат на ум кога размислувате за тоа кој е Исус? Еден од нив е што? Спасител, Господар, Бог. Сите овие работи обично не размислуваме многу за тоа како Исус е слуга, бидејќи акцентот на Светото Писмо, начинот на кој го читаме често, не е таков. Начинот на кој тој гледаше секако, самиот тој беше нешто поразлично. Исус разбра. Тој дојде на овој свет како слуга на семокниот Бог Отец. Тој дојде на овој свет како слуга на човекот. И така, тој визуализираше. Тој виде, тој разбра како слуга, тој разбра во неговиот дух на понизност. Тој дојде да служи. И како што вели во ова 20 поглавје, тој вели, јас не дојдов да ми служам, туку да служам и да го дадам мојот живот како откуп за многу. Сега да го разгледаме ова за момент. Кога вели откуп, што мислеше кога рече откуп? Слушнете внимателно. Еве што мислеше. Тој вели, еве го крајниот израз на моето служење. Крајниот израз на моето служење беше да го дадам мојот живот како откуп за мнозина. Откупот беше цена платена за да се ослободи роб. Исус рече, јас дојдов да ја платам цената за да ги ослободам робовите. Јас дојдов да го дадам мојот живот како откуп за многу. Намалете ја цената, ослободете ги заробениците. Ова е исклучително важен збор, затоа што овој збор е јадрото на се што ти и јас веруваме во крстот и зошто Исус беше распнат. Сега, секоја доктрина на Божјото Слово е важна, но ако ме прашате во што лично верувам дека е најважната доктрина во целото Божјо Слово, без да се двоумам, би ви кажал за доктрината на крстот. Кога Исус Христос отиде на крстот, тој го положи својот живот и го даде својот живот како доброволна замена за вашите и моите гревови. Она што тој го кажува овде во секој збор во овој стих е многу важно. Оваа последна фраза. Слушнете што вели. Тој дојде да го даде својот живот како откуп за мнозина. За е важен збор. Тој дојде да го даде својот живот како плата. Слушајте, тој дојде да го даде својот живот во замена на тоа што те ослободи тебе и мене од нашите гревови. Откупот на Исус Христос е плаќањето на животот на Исус Христос во смртта за вашите и моите гревови. Крајниот израз на Христовото служење беше давањето на својот живот како откуп. И така, кога некој ти каже што е крстот, крстот е дека Исус Христос ја плаќа казната за нашите гревови. Искупителната смрт на Исус е плаќањето на Христовиот живот доброволно за вашите и моите гревови. Не постои такво нешто како спасение, освен преку крстот. Не постои такво нешто како искупување одвоено од крстот. Не постои такво нешто како прошка одвоено од крстот. Значи, кога доаѓаме до ова прашање за откупот, тоа е откупот. Откупот е се за тоа што Бог прави. Плаќањето на цената за да не ослободи тебе и мене од моќта на гревот во овој живот и крајната моќ на гревот што би не разделила за цела вечност, тогаш ти и јас гледаме во крстот. Никогаш не би се поклонил за ништо на овој свет, но кога често го гледам крстот, чувствувам како да сакам да се поклонам и да му се заблагодарам на Бог, што ако го нема тоа дело на неговата благодат на Голгота, јас би бил изгубен, закован во пеколот, проклет, осуден, апсолутно без надеж, затоа што преку крстот на Исус Христос и неговата пролејана крв, целата наша надеж се наоѓа во тој еден прекрасен чин пред 2000 години на Голгота. Тоа е христијанскиот живот. Се друго што ќе кажете, се е за крстот на Исус Христос. Сега, оно што треба да прашаме е како да објасниме. Мислам, кое е објаснувањето за ова служење, бидејќи еве го прашањето. Како е можно тој да биде Бог, потоа да стане слуга и сепак да биде Бог? Како може Исус Христос да биде Бог, Божество да стане слуга и сепак да остане Бог? Сакам да погледнеме еден пасус од Светото Писмо, многу важен пасус. Затоа сакам да свртите во 2 глава од послание до Филипјани. Павле во своето објаснување овде започнува со опомена. Во
5 стих од 2 глава. Тој вели: имајте го овој став во вас, кој беше и во Христос Исус. Потоа опишува што се случува. И кој зборувајќи за Исус, иако беше во Божи лик, не сметаше дека еднаквоста со Бога е нешто што треба да се искористи, туку се понизи себе си, зимајќи облик на слуга и станувајќи сличен на луѓето. И бидејќи по изглед се покажа како човек, се понизи себе си, станувајќи послушен до смрт, дури и смрт на крст. Што мислите за ова? Кога рече да се испразни себе си, од што се испразни? Не се испразни себе си од своето божество. Во ниту еден момент не се испразни себе си од своето божество. Значи од нешто друго. Тоа значи мораше да се откаже од нешто друго. Во ниту еден момент да се откажеше од своето божество, ке земеше врз себе човечко тело. И ако не беше Бог, ке сгрешеше. Тој беше Бог во тоа тело, одејќи меѓу луѓето како слуга, не можеше да го остави своето божество и да ја исполни целта за која дојде. Значи, оно од што не се откажа беше божеството. Велите, тогаш од што се откажа? Тој се откажа од неколку работи. Едно од нештото од кои се откажа беше ова. Се откажа од својата поволна позиција на божествениот закон. Тој не се откажа од своето божество. Но она од што се откажа беше дека се откажа од својата врска со Божиот закон. Се откажа од својот однос со гревот. Сега погледнете, еве што му се случи. Кога ќе дојдете до крстот и ќе го најдете Исус во Гетсиманската градина, се сеќавате дека се поти и вели: Господи, ако има друг начин, зашто прашува? Не дали ќе оди на крстот или не? Она за што се мачеше Исус, се мачеше за нешто со кое ќе мораше да се соочи, со кое никогаш не се соочи. Ќе мораше да се бори. Се борише за нешто со кое ќе мораше да се справи, а со кое никогаш не мораше. Ќе му се случи нешто што никогаш не го сторил, што никогаш не било ни близко до тоа да биде реалност во неговиот живот. Што беше тоа? Еве што беше. Погледнете, 21 стих од второ послание до Коринтијани, глава 5, вели: ајде да погледнеме во 21 стих. Затоа ние сме пратеници за Христос, како Бог да зборува преку нас. Ве молиме во име на Христос, помирете се, вратете се во заедништво со Бог. Тој Бог го направи него, Исус, кој не знаеше за грев, грев за нас, за да ние станеме Божја праведност во него. Сега, пријателе, тоа е еден од најголемите залаци што некогаш ги изговорил апостол Павле. Бидејќи, еве што вели тој. Тој вели дека Господ Бог, Таткото, го испрати Господ Исус Христос на овој свет и еве што направи. Тој го направи. Тоа е кога Исус отиде на крстот. Бог Отецот му ја стави целата вина, целата казна за човечкиот грев. Тој го претрпе она што никогаш не го доживеал. Тој претрпе ужас на гревот. Тој ја почувствува неговата зло, тежина, неговиот товар и неговото вечно проклетство. Тоа е она кога зборуваше за ова чаша. И така, тој рече што направи. Тој претрпе заради нас. Тој не знаеше за грев, стана грев заради нас, за да ние можеме да станеме Божја праведност во Христос. Што значи тоа? Слушате луѓе како велат, кога ќе стигнам до бисерната порта. Не знам од каде ја добија таа идеја. Тоа е нешто што сум сигурен дека го дознале во Откровението. Луѓето велат, сигурен сум дека Бог ќе ме пушти мене внатре. Да те пуштам тебе каде? Врз основа на што Бог ќе дозволи некој од нас да влезе во рајот. Ќе ви кажам, има само еден начин. Има само еден начин да влеземе, ако сме облечени во праведноста на Исус Христос, што значи дека вие и јас ќе прифативме Исус Христос како наш личен спасител. Нашиот долг заради гревот беше целосно платен на Голгота и тој ни даде она што не можевме да си го дадеме самите себе си. Тоа е самата праведност на Христос, бидејќи сега секој верник е облечен во праведноста на Христос. Тоа е она што ни овозможува да стигнеме во рајот, дека вие и јас го примивме Исус Христос како наш спасител. Тој рече во тој пасус, слушайте, за да можеме ние да станеме праведност Божја во нашата врска со Исус, сега ти и јас не секогаш се однесуваме праведни. Бог го знае тоа. Не секогаш се однесуваме она што сме, но вистината е дека ние сме синови и ќерки на семокниот Бог, откако ни се простени гревовите преку крстот. И оној што дојде како слуга, врвниот израз на неговото служење беше тоа што го седе врз себе нашиот грев. Ја замени својата праведност и ни ја даде својата. Тој го зеде нашиот грев, тој умре за нас и правејќи го тоа, тој го изрази служењето до крај. Тоа беше Исус. И за тоа е овој пасус. Погледнете.
Тој вели дека се испразнил себе си, се понизил себе си. Не само тоа, се испразнил себе си од своето богатство. Например, ако размислите за ова, колкумина од вас ги сакаат луѓето кои секогаш сакаат да позајмат нешто. Секогаш сакаат да позајмат нешто. Никој не го сака тоа. Дозволете ми да ви дадам малку поинаква перспектива за ова. Ако размислите за тоа што се откажа Исус кога дојде, се откажа од се. На крајот се откажа од својот живот. Но вистината е, кога дојде на земјата, тој живееше како дрводелец некое време. Потоа отиде на својата служба. Интересно е, ако размислите за Исус и што се случувало во неговиот живот, бидејќи морале да ја позајмат утробата на Марија за да се роди во неа. Позајмиле нечија штала за да се роди во неа. Тогаш ќе се сетите дека тој морал да позајми место за спиење. Тој рекол, знаете, Синот Божи нема место за спиење. Тој позајмил чамец за да проповеда од него. Тој позајмил горна соба за да ја има последната пасхална вечера со нив. И што е последното нешто што го позајмил? Гробница. Сега, следниот пат ќе речете, не ги сакам позајмувачите. Има еден исклучок. Господ Исус Христос секогаш морал да позајмува нешто. Заради што? Тој нема ништо. Тој го дал сето тоа за вас и за мене. Тој дошол како слуга за да го даде својот живот како откуп за мнозина. Па што се случува? Неговиот однос кон гревот, неговиот однос кон богатството, тој се откажа од се. Всушност, второ послание од Коринтијани, погледнете, 8 глава, 9 стих. Погледнете го ова. Второ послание до Коринтијани 8, 9 и повторно Павле. Тој го сака зборот благодат затоа што знаел дека така добил се. Преку Божјата благодат, преку крстот, вели тој во 9 стих. Зашто вие ја знаете благодатта на нашиот Господ Исус Христос, дека тој, иако беше богат, замислете на небото што поседуваше. Мислам, тој поседува се, создател на се, тој беше богат. Но заради вас стана сиромашен, за вие преку неговата сиромаштија да се збогатите. Сега, дозволете ми да ве прашам. Колкумина од вас мислат дека се богати. Тоа е оно што го мислите. Гледате, вие не мислите така. Но, гледате зошто не мислите така и затоа што не го гледаме тоа преку Божи очи. Тој вели дека бил богат и станал сиромашен, за ти и јас да станеме богати. Не знам дали си размислувал за тоа или не, но ти и јас сме исклучително богати, бидејќи нашето богатство е вечно. Тоа е духовно богатство, кое ќе живее далеку над физичкото и материјалното богатство. Ние сме навистина богати. Имаме вечно спасение. Слушайте, Бог што го создал овој свет, тој е мој Бог, а јас сум негов син. И, пријателе, тоа ме прави богат, бидејќи се што ми треба, мојот татко знае како да го создаде ако го немам. Толку е голем тој. Ти и јас сме богатите синови и керки Божи и да се влечеме наоколу зборувајќи за тоа колку се лоши работите. Слушајте, една од причините зошто се лоши и што ние зборуваме да бидат лоши, треба да размислиме кој е нашиот татко. Тој вели, јас ќе ти ја задоволам секоја твоја потреба според мојата волја. Исус го положи целото свое богатство, но тој рече, правејќи го тоа, дека те направи тебе и мене богати. Значи, тоа е едно нешто од кое се откажа. Друга работа од кое се откажа беше неговата небесна слава. Ако Господ Исус Христос, слушайте, ако не ја беше оставил настрана неговата слава, не неговата божественост, не неговата вродена природа, ако Исус не беше покриен со човечко тело, луѓето мораа да одат наоколу велејки, тој е таму некаде. Светлината на неговата слава ќе беше таква, што дури не можевте да го видите. Запомнете, зборуваме за апсолутна совршена светост. Тоа е апсолутна, безпрекорна, неоскверната, непрекината светлина, небесна светлина. Немаше да има начин на светот. И така, дојде тој, ја остави настрана неговата слава за одреден период, додека не ја исполни целта на Отецот. А потоа, неговата слава, се разбира, му беше вратена. И кога ќе дојде, вели Библијата, ќе дојде во слава, величие и моќ со неговите небесни војски, ангели, што доаѓаат со него, не како слуга, туку како цар над цареви, господар над господарите и судија на целиот овој универзум. И така, кога ќе погледнете како се случило се, така се случило. Сега, велиме дека неговиот врвен израз на служење е неговото дело на крстот. Но, сега сакам да зборувам за демонстрација на неговото служење, за да го доближам малку поблиску до местото каде што живееме,
Затоа сакам да свртите во Јован, глава 13, 12 стих. И откако им ги изми нозете, ја зеде облеката и седна на трапезата и им рече: знаете ли што ви направив? Вие ме нарекувате учител и Господ, и во право сте, зашто таков сум. Ако Господ и учителот ви ги изми нозете, вие треба да си ги миете нозете еден на друг, зашто ви дадов пример за да правите и вие како што ви направив јас. Вистина, на вистина ви велам, робот не е поголем од својот господар, ниту оној што е испратен, е поголем од оној што го испратил. Ако ги знаете овие работи, блажени сте ако ги исполнувате. Еве го духот на Синот Божи. Еве го служењето во две крајности. Прво, тој е спремен да клекне на колена со неговите драгоцени раце, што ќе бидат растнати за вас и мене. И да ги измие. Слушайте, да ја измие прашината и нечистотијата од валканите нозе. И за само неколку часа ќе се понуди себе си како јагне Божјо приковано на крст, за да го измие гревот од човечкото срце. Тоа е суштината на служењето. Нема никаква разлика каква е задачата. Прашањето е: татко, што сакаш да правиш со мојот живот и што сака тој да прави со нашиот живот? Тој сака да бидеме слуги. Тој вели дека во моето царство нема да има големи работи. Она што го барам се мажи и жени кои се спремни да служат. Не избирајќи место, високи позиции, средни позиции, нудејќи се себе си да бидеме слуги на семокниот Бог, што и да не повика тој да правиме, каде и да е и на кого било. И потоа тој го постави тоа прашање: дали слугата е поголем од својот господар? Не. Ако Исус Христос бил спремен да мие валкани нозе и спремен да го положи својот живот на крстот, дали некогаш би можел да му кажам не? Дали некогаш би можел да му кажам не на Исус за нешто што тој би ме замолил да го направам? Дали некогаш би можел да му кажам не на Бог, кога тој вели: ќе те сакам доволно, ќе ти ги измијам нозите? Ако те сакам доволно, ќе умрам за тебе. Тоа е суштината на служењето. И Исус е најголемиот слуга од сите. Потоа се сеќавате што рече. Тој рече: следете ме. Не до величие во очите на светот, туку до величие на моите очи. Најголемиот меѓу вас, вели тој, ќе биде ваш слуга. Ако сте биле благословени од денешната програма, ве молам посетете не на веб страната intouch.org. Не ја земам здраво за готово мојата слобода на вероисповед. Секој ден што го живеам во оваа земја, го гледам како мој последен ден од слободата да му се поклонувам на Бог во оваа земја. Пораснав во време кога Албанија беше комунистичка земја. По тоа време, никој не можеше да се осмели да се изјасни како христијанин. Само споменувањето на името, зборот Бог беше доволно лошо. По времето кога Албанија се отвори, првите мисионери дојдоа во земјата и за нив беше објавено на телевизија. И токму во една од телевизиските програми ја донесов одлуката за Христос и од тогаш никогаш не престанав. Од секогаш сум била вклучена во медиумите и сакам медиумите. Тоа беше мојата работа од соништата. Тоа е единственото нешто што сакам да го правам во мојот живот. Навистина сакам да ги искористам моите дарови и таленти за повисока цел, за изградба на Божјото царство. Тоа беше веднаш по војната во Косово. И со неколку мои пријатели редовно одевме на молитва, пост и навистина инвестиравме во оваа област, кога луѓето беа многу повредени. На една од нашите богослужби, Господ ни збореше за започнување на медиум 7. Во нашата служба цврсто веруваме дека Исус има одговор за секој наш проблем.
Не зборуваме за религија, туку за тоа како може да се има нов живот, поинаков живот. Тој Христос во нашето секојдневие, одење со Него, и ние само треба да ги отвориме нашите срца и да го продолжиме животот со Него. Sepse ata që jetojnë sipas mishit, do me thënë ata që po jetojnë në mëkat, që nuk e kanë pranuar Krishtin si shpëtimtar mbas. Почнавме да ги имитуваме пораките на доктор Стенли. Во 2005 година и тоа беше апсолутно голема радост за нас. Навистина можевме да го видиме влијанието што го имаше во локалната црква. Не само радиото и телевизијата, сакаме да допреме до нашите луѓе каде и да се. Имаме толку многу сведоштва од нашиот персонал кој беше толку благословен од самата програма и растеше, како и од многу наши слушатели. Навистина можевме да го видиме влијанието што го имаше во локалната црква. Messengerс е уште една алатка што има InTouch службата за поддршка на нашите организации. Успеавме да им помогнеме на многу сакани наши слушатели во далечни области и слушатели кои се во области каде што не се во можност да ја практикуваат својата вера. На луѓе од заедницата на слепи лица. Па затоа сме многу благословени што можеме да ги поддржиме на нов начин. Одговорот што го добивме од нашите слушатели ни држи да продолжиме со она што го правиме. Секој ден што го живеам во оваа земја, го гледам како мој последен ден на слобода да го обожувам Бог. Затоа, ова е мојата загриженост дека можеби повторно ќе изгубиме таа слобода. И секогаш го споделувам со нашите вработени. Знаете, ние не го поседуваме утрешниот ден. Оно што го поседуваме е денес. Благодарам на Бог што ми ја даде оваа можност повторно да имам уште еден ден на земјата, да му одадам слава на Неговото име. Тоа е мојата загриженост. Сакам да се осигурам дека преку мојот живот и она што го правам и го кажувам, името Господово ќе се прослави. InTouch, водејќи ги луѓето низ светот во поголемо заедништво со Исус Христос и зајакнувајќи ја локалната црква. Оваа програма е спонзорирана преку службата InTouch и е овозможена преку Божјата благодат и вашите верни молитви и дарови.